Историските факти уште еднаш не важат за македонската власт. Повторно не постои бугарскиот фашистички окупатор. Во стилот на својот претходник и премиерот Димитар Ковачевски не сакаше да каже во борба против кого македонските народни херои ги загубија своите животи пред 81 година. Очигледно се уште одоволувањето кон Бугарија е поважно од светските признаени историски факти и борбата на антифашистичките херои против тогашната бугарска фашистичка власт. За еден македонски премиер фашистите повторно станаа без својата националност. Од друга страна Ковачевски порача дека оние кои се бореле против тогашниот режим се избориле за она што денеска била, како што тој кажа, Северна Македонија. Република Северна Македонија постои благодарение на ова 11 октомвриско победничко антифашистичко народно-ослободително движење, чишто политички успех е првото заседание на АСНОМ, кога народот го официализира и идеалот за сопствена македонска држава. Ова е непобитна вистина. И ние како граѓани сме и мораме да бидеме вечно благодарни. Градоначалникот на Куманово, каде што се одржа централната владина прослава, Максим Димитриевски, порача дека неговиот град е револуционерен, а една од најголемите историски победи е победата над фашизмот. Според Димитриевски, политиките на власта во однос на спорот со Бугарија во моментов се и повеќе од катастрофални. Да сме спуштени на толку ниско ниво како граѓани, да веќе дојде моменти и самите песни кои што се интерпретираат, се менуваат одредени строфи, сметајќи дека со тоа ќе навредиме друг. Историјата не треба да не навредува, историјата треба само да не подсетува без разлика кој од која страна сме и каде сме припаѓале во минатото на тоа што не било добро за да не се повтори. Она што за жал можевме да го забележиме во спомен костурницата во Куманово беше оштетениот споменик во чест на загинатите борци во борбата против фашистичкиот режим. 11 октомври 2022 година, 81 година по стартот на борбата против фашизмот. Тука во Куманово, на оваа спомен костурница каде што владата денеска одржа својата централна прослава, не можеме да ги видиме имињата на 23 херои кои што загинаа во борбата против фашистичкиот окупатор. Поради негрижата на власта, овој споменик тука, како што можеме да видиме, стои оштетен. Димитриевски кажа дека за жал споменикот не е под надлежност на општината, туку на Министерството за култура. Вели дека одбележувањето на овој празник го искористил да побара од Ковачевски владата во буџетот за следната година да предвиди средства за негова реставрација. Потребна е интервенција од страна на Министерството за култура. Имаше голем број наветувања, до ден денеска гледате дека една шајка тука не е заковано. Му напоменав на премиерот да има во предвид во следниот буџет за 2023 година да се предвидат средства, па времето ќе покаже дали тоа ќе го сторат. Бугарскиот фашистички режим можеби беше заборавен, но премиерот Димитар Ковачевски не заборави да спомене опозицијата внатре во државата, велики дека блокадите од нивна страна биле со времено предавство на оваа држава. Споменувајќи го договорот од Преспа и они со Бугарија, кажа дека оваа власт била на вистинската страна.